Македонија силно го поддржува американскиот претседател Доналд Трамп и политиката на неговата администрација и сака стратешкиот диалог со Вашингтон да се претвори во конкретни резултати на полето на безбедноста, енергетиката, инфраструктурата, трговијата и инвестициите, посочи премиерот Христијан Мицкоски во интервјуто дадено за Breitbart News. Мицкоски нагласува дека поддршката за Трамп од страна на македонската влада почнала уште пред тој повторно да биде избран за претседател на Соединетите Американски држави. Тој посочува дека Македонија била меѓу првите европски земји што воспоставиле контакт со луѓе од тимот на Трамп уште во текот на неговата изборна кампања во 2024 година. Дури и пред да стане претседател на Соединетите Американски држави, некои од луѓето кои се дел од неговиот најблизок периметар не посетија и за време на кампањата кога немаше премногу европски нации што веруваа дека Трамп ќе стане претседател. Тој нагласува дека поддршката за Трамп во Македонија е многу висока, повисока од каде било во Европа и дека со задоволство би го пречекал Трамп во земјата доколку распоредот на американскиот претседател тоа го дозволува. Мицкоски исто така нагласува дека Македонија била меѓу првите земји што започнала разговори со администрацијата на Трамп по воведувањето на американските царини и дека во преговорите била постигната билатерална спогодба за нулта царинска стапка. Имаме нула царини кога станува збор за извоз на македонски производи во Соединетите Американски држави. Значи практично повеќе или помалку имаме заедничка основа и мислам дека наскоро веројатно има можност сега за време на Генералното собрание на Обединетите нации да имаме официјален состанок или во Белата куќа или каде било за да го потпишеме овој билатерален договор помеѓу двете земји. Затоа мислам дека ова ќе додаде вредност на односите меѓу двете земји. Во интервјуто, Мицкоски говори за евроинтеграциите. Тој нагласува дека Македонија сака да стане членка на Европската Унија, но дека во самата Европска Унија владеат двојни стандарди, а деценискиот процес на земјава за зачленување е проткаен со низа на отстапки кои Македонија ги спроведе. Поред бирократите од Брисел и од целиот свет, вели Мицкоски во интервјуто за Breitbart News, тоа требало да биде последното нешто што сме го направиле, но за жал, како што вели премиерот, тие не предадоа и не излажаа.